Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. По цели 7 години комплексот Македонско село во близина на Скопско Нерез утрово повторно ги отвори вратите. На отворањето присуствува и премиерот Мицкоски. Овој настан се уште во тека, таму е колешката Миријана Давидовска, ја вклучуваме во живо со последните информации. Миријана, што ќе им понуди комплексот на посетителите? Така е, Деспина, по цели 7 години концесионерот КХС Груп го доби повторно овој простор и го реорганизираше и го реотвори. Денеска е свеченото отварање на кое што присуствува премиерот на македонската влада, заедно со уште неколку министри, министерот за култура е тука, како и директорот на СОЗР, преку кој што одеше целата постапка за јавното надавање за добивање на оваа концесија. Во овој комплекс Македонско село, знаеме од претходно, имаме 12 автентични македонски куќи и еден простор каде што навистина примамува голем број на туристи. Токму тоа ќе биде и целта и на концесионерот, но и на владата, за да ни дозволи повторно да се случи на сценарио да биде затворен овој комплекс, напротив, да направи се заедно со Министерството за култура да се стимулира туризмот, развојот на туризмот овде во овој комплекс. Во продолжение да слушнеме изјавата од премиерот Мицкоски. Уште едно туристичко, алтернативно и би рекол ултра квалитетно место каде што може да се ужива во преубав поглед, во преубави соби, апартмани би рекол и сигурен сум во прекусна храна. Така што јас би им посакал многу среќа во работата, се разбира. Ги повикувам сите оние кои што не го посетиле Македонско село да дојдат да го посетат, да уживаат овде во тоа што го нуди овој објект и се разбира во периодот кој што следи да се погрижиме сето она кое што за жал изминативе 7 години беше заборавено, уништено, девастирано, полека, но сигурно го обновуваме и повторно му го враќаме сјајот и го ставаме во функција едно по едно во зависност од приоритетите и можностите. Во комплексот Македонско село има еден дел кој што е посебно издвоен за ресторан, но исто така има и занечиски работилници, но и продавници, каде што сите оние кои што ќе дојдат во комплексот ќе можат да посетат и да видат како никогаш се работело и кои биле најинтересните занаети од Македонија. Во продолжение ги слушаме изјавите на директорот на СОЗР, но и на концесионерот на овој комплекс. Комплексот е многу значаен за градот Скопје, многу значаен за Република Македонија, неколку аспекти. Еден од аспектите е дека во суштина ова е идентитетот, културата на нас македонците, на Македонија, на државата, бидејќи има 12 куќерки кои што имаат сопствена архитектура и тоа прераскажува нашата многувековна историја од минатото. Покрај тоа што ја кажува историјата, идентитетот, овој комплекс со отварањето на портите на овој комплекс ќе се овозможи додатна туристичка дестинација за градот, зголемен број на туристи, отварање на нови работни места. Не представува огромна чест и задоволство што ни се пружи прилика да го возобновиме македонското село и да вратиме автентичноста на комплексот која што ја изгубивме во последните 7 години. Целта наша е да го претвориме комплексот во едно автентично туристичко место кое што повторно ќе биде ставено на мапата за туристички дестинации, за домашни и странски туристи. Деспина, како ќе се привлекуваат домашните, но и странски туристи? Јас во живо во овие вести разговарам со Симона Милковска, која што слушнавме пред малку, која што е дел од раководството на концесијата на овој комплекс. Добар ден. Слушнавме дел во изјавата, имаме 12 автентични македонски куќи. Може ли малку подетално, колкав капацитет за сместување имаме во овој комплекс? Што се ќе понуди овој комплекс? За почеток, која е вашата програма? Значи, вкупниот број на сместувачки соби кои што се располагаат за 12 куќи, каде што се распоредени сместувачките капацитети е 52, а 3 имаме во куќата која што е дел, значи
дел од ресторанот, всушност тие соби имаме таму, останатите се во другите 12. Исто така дел од куќите имаат и простории кои што се предвидени за занаечиски работи, дел веќе се започнати со работа, мислам подготвени, останатите ќе бидат во текот на идниот период. Во моментов имаме исто, значи, средби со некои странски туроператори со цел да се прошири програмата на веќе постоечките туристички групи кои што доаѓаат во главниот град со цел да го посетат комплексот и на тој начин да се запознаат со македонската традиција, култура, обичаи, занаети и да го искусат македонското гостопримство. Така, споменавме што се поседува македонско село како комплекс. Фокусот ќе ви биде на странските туристи, но што е она што ќе можат да го видат домашните, колку ќе биде достапно за домашните туристи и посетители, од колку до колку часот ќе бидат отворени, дали има само еден ресторански дел? Во моментов во прв план значи ќе функционира само еден ресторански дел како алакар достапен значи за гости кои што ќе користат сместувачкиот капацитет и за оние кои што ќе бидат само како посетители на комплексот. Исто така имаме втор ресторан кој што ќе се користи како ресторан за појадок за оние кои што се сместени во хотелот. Комплексот ќе биде значи достапен и за домашните и за странските посетители. Веруваме дека сместувачките капацитети повеќе ќе бидат користени од страна на странските, а додека домашните би доаѓале да ги посетуваат културните настани кои што се предвидени во текот на за тековните значи месеци, веќе од следната недела тоа ќе биде подетално објавено. Каде што ќе имаме настани значи од фолклорни вечери, традиционални дегустација на традиционални македонски јадења, па дури и работилници каде што ќе бидат опфатени старите македонски занаети. Така, кога ќе биде официјално отворен за сите посетители, од кога ќе можат да дојдат и да го посетат? Веќе значи планот е до крајот на оваа недела да биде објавено официјалниот датум на отварање на вратите на комплексот за сите посетители. Каква ќе биде програмата? Имате нешто веќе прецизирано? Се уште е во тек тој дел. Симонати, благодарам за ова гостување. Секако дека ќе ја следиме работата на концесионерот на комплексот Македонско село. Диспинато колку имаш прашање повеќе. Милјана Давидовска, ти благодарам за сите овие информации. Секако детален извештај пренесуваме и во следното информативно издание. На владина седница денеска се очекува да биде усвоен ребалансот на буџетот. Од каде најмногу ќе се крати, за сега нема информации. Со оглед на слабата реализација на капиталните проекти, која за половина година е по 24%, се очекува дека ќе се пренаменат дел од овие пари за проекти кои не се реализирале. Се средствата за оние проекти кои што се во рамките на единиците на локална самоуправа, средства за повеќе субвенции, повисоки плати, пензии и така натаму, здравство. Но после да речеме по усвојување на предлог буџетот во прво читање во рамките на владината седница ќе биде тоа претпоставувам објаснето пред медиумите. Родителите на починатите во пожарот во Кочанската дискотека денеска ќе се сретнат со јавните обвинители кои ја водеа истрагата за трагедијата. Средбата доаѓа по нивното барање за објаснување на обвинението поднесено минатата недела. Родителите побараа одблизу да се запознаат со истражната постапка и обвинителниот акт, кои лица се опфатени и зошто дел од осомничените не се опфатени со обвинението. Средбата помеѓу родителите и јавното обвинителство е закажана за во 13 часот во мултикултурниот центар во Кочани. Во меѓувреме нејасно останува каде ќе им се суди на 34-цата обвинети за трагедијата. Кочанскиот суд не може да го оцени обвинението, бидејќи сите судии веќе работеле на предметот при одредување на притворите. Па бараат Штипска апелација да одлучи кој суд ќе постапува. Од апелациониот суд во Штип велат дека откако ќе го добијат мислењето од вишото обвинителство, ќе одлучат дали предметот ќе се суди во некој од судовите во апелационото подрачје или пак на
надвор од него. Во петокот обвинителството го поднесе обвинението за пожарот во дискотеката. Обвинети се 34 лица, 2 поранешни министри, 4 директори на дирекцијата за заштита и спасување, 3 градоначалници, сопственикот на дискотеката, обезбедувањето, пазарни инспектори. Обвинети се за тешки дела против општата сигурност. Од ВМРО ДПМН денеска обвинуваат дека опозицијата на партиски состаноци ја политизира трагедијата во Кочани. СДСМ и Венко Филипче не бираат средства во нивниот лов по некои политички поени зголемување на рейтингот, кој сега има во рамките на статистичка грешка. Според информациите кои стигаат до нас, СДСМ имале состанок на кој присуствувале повеќе членови од партиското раководство и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. СДС донесе ваква одлука и покрај обидите на неколкумина да укажа дека ова е несовесно, дека не е честно и морално да се тера кампања за оваа трагедија во која има починати 62 млади лица. Ова е доказ дека СДСМ е безчувствителна и безобзирна партија на која личниот интерес има пред се и дека не знаат за основни човечки вредности. Правдата за Кочани се изведува и ќе биде задоволена во целост, без поштедување и заштита на никој кој што е инволвиран. А СДС и Венко Филипче на предстојните избори ќе ја добијат фактурата од граѓаните, во која ќе потонат во уште поголема опозиција, велат утрово од владеачката ВМРО ДПМН. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче пак тврди дека информациите кои што ги има говорат за драматичен пат на поддршката што нивниот политички опонент, владеачката ВМРО ДПМН, ја има помеѓу граѓаните. Како што соопшти партијата, ова Филипче го кажал во своето обраќање вчера вечер пред членовите на градската организација на СДСМ во Скопје. Критикувајќи ги локалните и централните политики на владеачката партија, Филипче рекол дека ВМРО ДПМН досега има изгубено 100.000 гласови од оние кои што ги имале на ланските парламентарни и председателски избори. Во своето обраќање тој се осврнал и на економската состојба во државата и во таа насока според Филипче власта преку агресивна пропаганда се обидува да ја прикрие реалната состојба, стои во соопштението ова утро испратено од СДСМ. Родителите на деца со попреченост од Струмица бараат законски измени со кои државата ќе им обезбеди редовни месечни примања. Сметаат дека ова не е привилегија, туку можност за достоинствен живот кој во моментов го немаат, бидејќи се принудени да ги напуштат работните места за да можат да им се посветат на своите деца. Преку панел дискусија, родителите на деца со попреченост од Струмица повторно ја отворија темата за измена на Законот за социјална заштита и регулирање на нивниот статус. Тие остануваат цврсто на ставот дека овие измени се неопходни и дека државата мора системски да ги поддржи со редовни месечни примања. Родителите јасно порачаа дека не бараат ниту привилегии, ниту милостина, туку еднакви права и можности за достоинствена екзистенција, која во моментов им еускратена. Најголемиот дел од нив велат се принудени да ги напуштат своите работни места за целосно да се посветат на грижата за своето дете. Дополнување на веќе постоечки закон, всушност да се вметнат законски права на родител, биолошки родител на дете со попреченост. Што конкретно барате? Конкретно да добиеме просечна плата, месечни примања во износ на една просечна плата и ќе наполниме 60 години да добиеме пензија од државата. Може би ќе најдеме асистенти, прво и не ги следува децата со аутизам асистенти и да дојдеме до асистент. Мојот син многу тешко би го прифатил, а од кој ќе го прифатил и немат некој добар статус, може за подобро вработување и за кратко време да се откаже. А питање е веќе во втора ситуација дали ќе прифате, дали ќе најдеме. Сепак најпрофесионално кај нас не е битно напредокот на детето. За доктор Ѓорѓи Јанев, специјалист по медицина на трудот и доктор на науки во областа на здравствената политика и менеджмент, барањата на родителите се целосно оправдани. Тој смета дека законски измени се неопходни, но предупредува дека пред да се преземат какви било конкретни чекори, мора да се воспостави национален регистар на лица со попреченост. Прво основно од здравствен аспект ние немаме регистар на лица кои што се со попречености, за да знаеме за колкава бројка на луѓе станува збор
и да изградиме здравствена стратегија што понатаму со тие лица. Освен представници од невладините организации, на панел дискусијата присуствува и голем број граѓани, пратеници, советници, стручни лица, но и представници од верските заедници. Организатор на панелот беше невладината Вера, откаде стартуваше иницијативата за измени во законот. Зоран Ѓорѓиев, за Сител телевизија.